Поздрав до сите бушави глави! Пръстите ги користиш за да факаш нещо и за да нещо кренеш и можеш да факаш с нив да. Ние имаме на нозете и на ръцете по 5 пръсти. На нозете, пръстите не трябва за да стапнем, да се движим. Овој пръст го викаат таткото, овој пръст го викаат мајката. И сите живи същества мора да имат пръсти. Некоја рака има по 5 пръсти. Сите пръсти не се поврзани еден со друг. У стори се збуних, намислам сите сте важни. А само еднаш како помал сум паднал на глава. Овака само се јунам и правам колук назад, само пајам и се колук назад. Тие не се поврзани, затоа што ако се поврзани не можеш да фаќаш. Но на секој прст мора да има ногти. Тоа е показалец. Овој прст е братот, овој прст е сестрата, овој најмалото братче. А тој што највеќе е активен е вториот. Жените си ги лакираат прстите на нозете. Прстите служат например за молив ако фатиш, запишуваш и друго служат за јадење, да јадеш, да фатиш лъжицата или велюшката. И прстите служат, например, ако треба да се јавиш на некој да си го држиш телефонот. Поважни исто и на нозете и на рацете се битни. Ја имам најблиски јуешки во Песлебалиот прст. тие не се сте исти, за да можеш да допреш нешто. За мене најнеработен прст е последниот. Нема два прсти исти, за да можеш побаво да ги фатиш. Ако например сите ти се мали, нешто големо, например телефон, ќе ти биде мало да го фатиш. Прстите ни помагаат да фатиме работи, предмети. Прстите се еден дел од телото и тие може да фаќат, без нив не можеме да фаќаме. Да, кога го мрдаш едниот и нема сите да ти се помрдна, него само тој. Прстите служат за пипкање, фаќање, нешто да земеш, да го качиш. Прсти се дел од телото. Кога те боли еден прст, ќе те боли целата рака. А некој има повеќе, а некој помалку. За ништо не служат, освен за лакирање. Прсти. Ако не ми се прстите, ништо не правам, затоа што инструментот мој без прсти не може да го даде тоа што треба да го даде. А интересно е тоа што како дете најмногу си ги повредував само прстите. И ден денес јас имам лузни отпечатоци
од тие повреди само по прстите. Со било што, било какви предмети, дали било нож, дали било скалпел, дали било некакви други предмети за повредување. Мене прстите ми се најповредени, најизмачени од моето тело, меѓутоа сега за сега се добро служат, добро си ја тераат работата и се надевам дека ќе се тераат и понатаму. Бушави глави! Порака до децата. Јас како педагошки работник и другар со децата и нивното секојдневие, има многу пораки. Значи, пораки од најмалите тие деца што ги имам од она 6, 7, 8 годишна возраст, па се до тие најголемите, да речем, најпроблематичните деца на 17-18 години, има 2-3 основни пораки кои што треба да си ги запамета, треба да ги запамети секое дете, дека треба да биде добар човек, дека што побрзо во животот треба да осознава што е добро, а што не, треба да биде дружелюбиво, треба да знае со луѓето до каде и колку, треба да знае како да се однесува со познатите, како да се однесува со непознатите луѓе и многу мене што ме нервира во последно време е тоа што децата не сакаат да научат во животот, да се едуцираат, да учат, да се образуваат. Некако се повеќе и повеќе тоа им е некоја тешка работа. Тоа сакам да им го нагласам дека треба да не се глупави во животот, нели? Децата треба да што повеќе да осознаваат работи, што повеќе да учат за работите, за животот понатаму да им биде полесен, нели? Немам коса, да имав коса, бушави глави.